Добар ден и среќен ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска во ова попладне ќе имате едно убаво кулинарско шоу со една наша прекрасна гостинка која што ќе подготви интересен рецепт. Запаметете го, еве, повеќе ќе го нагласам тоа на помладите, затоа што тие сакаат здраво да се хранат, едноставно брз оброк кој што ќе ги задоволи потребите на храна. И пред да ја представам нашата гостинка, јас ќе ги поздравам нашите пријатели од ПК Беско, пријателите на емисијата Гответе со Дракче, а вие доколку се уште немате одберено сувомеснати производи кои што ќе ви се потребни и за доручек, и за ручек, па и за убави ордевери кои ќе ви дојдат гости, така, или пак саканата личност да ја изненадите, еве, верувам дека ќе одберете ПК Беско. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско и се разбира до сите вас кои што редовно не следите на нашата телевизија Канал 5. Кој ќе биде мојот гостин? Незиното CV е едно долго, но јас ќе се обидам во текот на емисијата да начнам од многуте работи со кои што најмногу се занимава нашата гостинка. Инаку ни доаѓа од Ранковце, Крива Паланка, наставничка или учителка по вокација, тоа е вистинското работно место, но се оние работи што таа ги работи и не седи мирно, ќе ни кажува во текот на емисијата додека готви. Едноставно, мојата сакана Светлана Лазаровска. Добре ми дојде, Светле, повели во нашата емисија. Како си ми ти? Добро ве најдов. Јас сум прекрасно, се чувствувам супер. Одлично, повели од оваа страна. Јас ќе помогам и ќе асистирам овде до нашиот шпоред. Учителка која што ќе не научи да направиме една убава енергетска салата, која што заменува еден оброк, така речен, или на брзински домаќините кога немаат време што да готват и спремат, макар да и тука треба спремање. Секојаш треба спремање, за да биде храната вкусна, треба да и се пружи многу време и љубов. Така. И за љубов за тие што ја готвиш. Ете така, се делиме со љубовта, така љубовта е единствената вика која се дели, се умножува, па затоа и ние денеска ќе умножиме многу љубов. Светле, ова е цвекло кое што ти го подготви и го донесе од дома, за да биде готово. За да во текот на емисијата, еве, да ни биде брзо, треба да се свари, па да се потпече, така, нели се додава ли нешто додека се вари и пече? Тоа се пече во фолија, 90 минути му се доволни на овакви средно големи глави и може да се намачка фолијата со маслиново масло и малку сол, така ќе добие подобар вкус, после се чисти и така потоа почува, нели, подготовката, може да биде подготвено и порано, исто како и дресингот, па во некој момент сите состојки да ги споиме. Јас би го препорачала во некоја ужинка, може да биде оброк за вечера, може да биде во секое време оброк, брз оброк и многу калоричен, што би се рекло хранлив, бидејќи има од сите состојки во него и невообичаеното е тоа што ќе имаме помешан зеленчук со овошје. Јас ќе бидам до шпоретот, бидејќи треба да направиме подпечени ореви, подпечена суса. Тебе ти препорачувам прво да започнеш со крушката и јаболкото, да не ги обоиме со цвеклото. Затоа прво ќе ги средуваш јаболката и крушата. Да, секако. Ете така. Во меѓувреме и ќе зборуваме најмногу за твојата професија. За мојата професија, значи јас сега на крушките треба и јаболката да бидат на тенки ленти. Мислам дека е потребно да бидат нелупени за да има повеќе боја, па и заради квалитет, што би се рекло, на самиот продукт. За мојата професија, учителската школа. Да, јас сум последна генерација од Вишата педагошка школа во Штип. Последната генерација на предмети, група предмети, македонски и српско-хрватски јазик. Значи тоа беше многу одамна. На 14 април сега 86-та ова е почнав, а сега ќе биде 2026-та, значи 40 години работен стаж ќе имам. И во оваа прилика ќе дигнам глава и ќе ги поздравам сите
на оваа камера овде, на сите Ги поздравам ученици. сите ученици почнувајќи родени од 1971-2 па до сега овие што се 9-то оделение, кои што ќе ми бидат последна генерација, може би ќе фата малку и од овај сега што се 8-то оделение и тоа ќе биде дефинитивно Колку љубов возраст и стаж. Браво. Исполнети за Колку е тоа пензија. голема љубов да се, како велеа порано, свештеникот и учителот во село биле најпочитувани. Така ли е и денеска, Светла, или не? Па да, се почитувани, мислам дека нема проблем. Ние сме во така наречени рурални општини, селски општини Ранковце и имаме училиште Христијан Тодоровски Карпош, основно училиште со над 300 ученици и неколку подрачни, сега да не одам во статистика. Децата се помалку за жал на број. Знаењата се според времето, имаат повеќе можности сега да имаат готови работи. Тоа е зашто се однесува до мојата професија. Некако, може би, олеснувачки е со интернетот, но и потешко и многу задачи. Али велиме децата па побрзо учат, така ли? Имаат литература, значи ние немавме од каде да учиме. Точно. Што се вели од скрипти учевме и пак стигнавме до некои образование. И она што си го запишувавме сами, како се вели. Ова е за отпадок. Да, фала. И сепак убаво е да се биде учител. Да, секојаш имаат интерес за сега ново и различно. За школски приредби кои што ги спремаме за разни поводи, но најголемата ни е за патрониот празник на 7 февруари. Тогаш јас учениците подготвувам нешто што представува една целина, да речеме, тука би ги спомнала сите обичаи, празници и обичаи што се во текот на годината. Во една приредба имавме со сите на дијалектот, нели, со сите тие, како да ги речам, разговори што се воделе за кога се нешто одбележува. Тоа го така... Интересно звучи тоа на ранковски начин. Да, интересно звучи, тоа е нешто што ме така фасцинира народното творештво и сите тие работи што народот ги правел. И ги поврзувал со разни празници и со она... Сега, бидејќи си кај обичаите, јас сакам да кажам прво колегите да го снимаат овој убав ордевер, како треба да се подготвиете на свечена маса за кога некој сакан ќе ти дојде, или пак за саканите дома, пекабеско, и овој езелник кој што ти ни го донесе, направен. Порано, според обичаите, морало да се има во сабота и недела зелник. Да, за дома, зелник недела за празниците исто. Да, и зелници носеа, барем и јас паметам на селските свадби, кои што одеа гости, а немаше да седнат на таа маса кај што се дава храна од домаќините, си носеа зелници, закуска, како подарок, да. Или го викаа закуска за секакви некакви собирања. Можеш веќе и во самата воздела. Прво, значи, ја ставаме руколата. Така, добро. За да ја ставам и крушата тука веднаш. Значи, салатата е рукола, долниот слој треба да биде... Само малку ќе ја повлечеме навака за да се гледа. Повлечи ја стаклената, ете така. Па сега ги ставаме тенко изсецканите круши. И сега одиме на јаболкото. И тоа, традицијата, фолклорот, се мојот интерес. Ти многу сакаш да ги оживуваш тие работи и да ги учиш, насочуваш учениците и на повеќе приредби, и на повеќе, како се вели, конкурси, на превари, манифестации. Тоа е моето во овие подот снежни години од животот и од работата. Мој интерес е да се сочува колку може повеќе, да биде забележано, затоа што нема веќе луѓе што ќе го тоа пренесуваат. Остануваат младите се повеќе, како да кажам, со YouTube, интернет рецепти,
Так. знаења, секаде барат. Како ми кажа, драче, јас ова го научив од кирка ми во Америка. А јас веќе сусамот го додадов на оревите, Да. за да ги подпржиме уште малку, но не да ги изгориме, сосема да добијат онаа убава, како се вика, златеста боја. Да, толку златеста така, боја, да бидат златеста боја. покрцкави. Ете, почнува веќе да Мојата се ќерка е во Калифорнија, значи Саут Лејк Тахо се вика градот, езерото Тахо, тоа е на граница меѓу Калифорнија и Невада. Таа се занимава со свој бизнис, изработува чаши, значи или така наречено функционална керамика работи. Одлично, браво. И ги продава на тие фармерс маркет што ги организира таму по разни поводи, манифестации, значи има постојани, има некои времени. И така јас имав можност да патувам Да бидеш гостинка повеќе пати кај нејзе. Да, повеќе пати, со неа одам на маркети, па така поминав доста од тој дел на Америка, Калифорнија, Невада, почнувајќи од Рино до Сан Франциско. Значи тоа ми е изодено. Така. Но кажа дека се сретна и со Бејли. Ова е интересно е нели нешто. за мене политичарите. Ова е ноември месец, сега е тука некаде нели американскиот ден на благодарноста. Така. Па во една ситуација кога јас имав волонтер од Мировен корпус дома, тој беше комшија со амбасадорот тогашен Бејли, Джес Бејли. И по некоја случајност тие се беа комшии таму од нивното Мериленд државата. Имаше среќа на комшиско кафе. И тие дојдеа со жена му за ден на благодарноста кај нас, кај мене дома во Ранковце, во мојата недоправена куќа. Твојата куќа е предобра, толку топлина во неа, а ти не дочекај нас со преубава, јас по моја нарачка пресна погача. Да, пресна погача. Ја правиме за јадење со пити, со пресна погача, со малку ставаме и пченкарно брашно малку и таа добива и вкус и боја специфична. Ти тоа многу убаво го направи. Да. Јас сега кафе ќе ти правам, кажа дека сакаш кафе домашно, македонско кафе, без шекер. Јас викам варено кафе. Варено кафе, ете ќе направиме варено кафе. Подоако бев да го довршам разговорот за Бејли, она што е поинтересното, дека јас кога бев во Мериленд, во Америка, првото идење, се вратив пак во Мериленд, кај тие роднини, родителите на тоа детето што беше кај мене. И Бејли и жена му дојдоа да пиеме кафе специјално, значи за Светлана. Попладне со Светлана. Тоа е. Ти укажа чест тебе лично. Да, многу голема чест, бидејќи тоа беше кафе со мене. Одлично, браво. Што не е баш многу американски да доаѓаш на кафе кај комшија, ама тоа беше по-македонски. Па како ти го прими во твојот дом? Да, тоа е една интересна епизода од мојот живот. И тоа, други епизоди... Сакам да те запрашам, ајде, ќе се вратиме пак на нашите корени, на нашето поднебје. Освен овие манифестации кои што се прават за училиштето, за патрониот празник, кој празник се празнува во Ранковце? Посебен празник, велиме, нели, оној, како се вели... Црковна слава или, што викаме, рам на цркву. Добро. Рам на црква. Така ја велате, рам на црква. Ова танирчето сакав да ми го подадеш црното, за да не пречи. Ете, така, благодарам. Добро. Рам на цркву, тоа е 21 септември, Мала Богородица, што ја викаме ние, или Мала Богородица, или раѓањето на Пресвета Богородица, тоа е 21 септември, тоа е празник на црквата во селото Ранковце, бидејќи ова е селска општина, ама центарот на селото е на општината, значи Ранковце, именувана по најголемото село Ранковце. И сега тоа како општина зборуваме за едни податоци, а како село за други. Значи црквата во селото Ранковце е Мала Богородица, па со учениците редовно одиме да направите представа, така. Да, со фолклор настапуваме, со други манифестации, конкурси по тој повод, бидејќи тоа е зошто? Затоа што тоа е и празник на општината. Одлично. Значи празник на општината го прогласија. Така заеднички. Да. Па одиме со игрорците, сме биле во Псача, село Псача, таму е на Илинден соборот кај црквата.
настапуваме со учениците. Во Герман е на Макавеј, значи Свети Сите од околни места, значи ги... Тоа е многу голем собор и многу посетуван, па можам да речам најпосетуван во нашата општина. Па се собираат и до 15.000 луѓе. Да. Да, знам. И тоа е исто со игродната група, има манифестации некакви организирани од општината, од здруженија, ова рурална жена, некогаш има, некогаш, значи различни настани. Сите сум ги посетувала со учениците, сите сме ги возбудени пред настан. Возбуда кај децата секако. Со носи, додека ги облечеш, додека ги соблечеш. Носијата ни е, нели, онаа славишка, што би рекле, етнокоролозите ја викаат од западно славиште. И јас немаше да знам, еве, пред неколку години научив дека имаме источно славиште и западно славиште. И многу за тоа реагирав, како може да биде западно славиште, источно славишко поле, се знае, поле. Ама топонимот славиште бил уште од турско, кога до Ќустендилска нахија, го викале Ќустендилска нахија, област славиште или така некако, сега да не се многу збунам, го имам објавено на моите фейсбук групи. Јас администрирам неколку фейсбук групи и сите се специализирани. Значи имам нешто и за тоа си имаш време. Имам. Да, имам за фолклор, традиција, за пејзаигра, имам за мојата следно што ќе го најавите, поезија и така натаму. Вели, насловот ми е на групата Помесечева прав, го гледам одразот во Изгреј сонцето. Многу убаво кажано, уметнички кажано. Многу поетски. Имам за такви некои филозофски мои реторики, мислења, размислувања, тоа е сегашноста врска меѓу минатото и иднината. Значи имам изнапишано работи за школската група од Деве Бајр до Страцин. Одлично. За школски работи, бидејќи Жидилово, селото Жидилово, кое што почнав да работам, 6 години е на бугарска, горе до равна нива карулата, да не речам со бугарска граница, не на бугарска, со бугарска граница. Добро. И затоа од Деве Бајр сега, нели, се вика преминот, од Деве Бајр до Страцин, тука ми се постирани сите работи поврзани со училиштето, имам време Јас да ќе ти предложам да ова биде само во интерес на времето, да не ги сечкаме другите, ќе ги повлечам. Ете така, бидејќи сакав и нешто друго да те запрашам, ја и дресинг треба да правиме. Овие дали ги сипуваш сега? Тие се сега на ред, да. Повели. Мислам дека подобро прво сирењето да го ставиме. Добро. Да, сирењето. Добро, кафето рече ладно го пиеш. Да, нека се излади. Нека се излади. Добро. Сега имаме црвено сирење. Да, црвено сирење. Подобро е да биде сирењето кршено, ама... Добро. Па е оно и така самото веќе. Оно е вака. Добро, одлично. Кршливо сирење, значи... Не мора да биде во многу убави форми. Сакав да кажам дека кај тебе семејно си поврзана со музиката. Твојот татко, освен што свири на повеќе инструменти, тој и изработува инструменти. Сакам еден ден да ни дојде гостин. Од сестраце го поздравувам, редовен гледач ни е. И знам дека ќе направиме една убава емисија. И јас мислам дека тоа не треба да биде овака само речено, дека треба да биде направено. Направено, така. Бидејќи многу е реткост. Така. Човек да изработува толку народни инструменти, значи тој ги изработува гајда, тамбура, гусла, кавал, двојанки и дудуци или дудучиња, фрулички, се она што е значи од нашата фолклорна традиција. И дали ќе ми биде тоа доволно за... Имаме и друга. Бришење. За рацете, да не те мачам на миење. Добро. И ќе завршиме работи со ова. И на истите тој свири. Значи, точно, па затоа зборувам. Има многу што прават инструменти, ама не ги свират. Има многу што свират, а не прават. Ова е, значи, единствено нешто што, нели, треба да го има како телевизиите да го имаат како запис. Тој бил на некои настани, меѓутоа малку има просто за да каже. Како се си зачисти правилно, добро. Мораме да зачистиме. Добро, добро. И уште не остана оревите. Повели. Да, тоа за мојот татко ќе го кажеме, да го искористиме. Да, целосно. Јас би
што се вика она советувала, еве вака ќе ги покриеме. Повели, една, да не ја речам реклама, ама кој ќе оставиме дресингот, тогаш во овали ќе го спремаш? Па да. Добро. Тоа ќе го спремаме, значи ова е балсамико. Околу 150 мл, сега ова е по вкус би рекла, ама пак да имаме некоја ориентација. Добро. Имаме мед. Би го ставила прво и маслиновото масло. Тоа би било околу 200 мл, а сепак ќе речеме и по вкус. Добро. Во лажици, ете така ќе го направиме, за да има сочност, да биде влажна салатата. Во Америка, значи, па и кај нас сега, јас не можам да кажам, нели, современа кујна, меѓутоа салатите се секојаш со дресинг. Добро. Па вкус. Ова е мед, значи ќе ставиме на лажица мед. Еве со неја ќе продолжиме. И една лажица сенф. Одлично. Ако ни е малку, можеме уште да... И да се додаде. И да додадеме се што сакаме, ќе додадеме, бидејќи... Добро. Одлично. Ќе ми благодарам. помогнеш. Бидејќи овие се двете лепливи работи. Ајде. И тоа е тоа. Ни тропна кујната да е така треба, кога не пееме. А Светле пее, таа пее, може и да запее. Бидејќи ја бидува и за пеење, учествуваше и на Гоце фест. Па да, го пробави тоа, бидејќи стварно семејството ми е музикално, кој не игра свири, кој не свири пее, кој... Значи, многу музикални луѓе имам од кај семејството на татко ми, од баба ми, а мајка ми па многу убаво играше. Значи, јас за играњето сум на мајка ми, за пеењето... Од тато. Татко ми свири, тоа не научив, ама баба ми пееше. Море, пробаше нешто дома, јас те слушнав кога свиреше, ајде. И почнав, као сакам да учам да свирам, ама на овие години се учело ли свирење. Ама некој човек па не знае кој му е талентот. И мојата ќерка друго студираше, друго работи. Таа ја наследила ракотворноста од семејството, од Не, јас морам да кажам дека од пред една година ти стана и баба, имаш внуче. Мораме да го поздравиме, бидејќи ми е миленикот. Ајде да го поздравиме баба. Баба да го поздрави специјално внукот Лазар. Лазар да го поздравиме. Тоа е регенерација на душата, да не бидеме себични, нели, да гледаме за нас, колку тие ни го оплеменуваат животот внуците. И многу ќе би било благородно од секое дете да подари на родителот внуче. Најубавото нешто, да се продолжи лозата. Тоа е кариерата, тоа е векот, продолжение на лозата и мотивацијата за да те има, да создаваш уште, да твориш. Ова ќе го промешаш, но јас пред тоа сакам, ајде додека ти се чисти рацете, да прочиташ нешто од твојата поезија, бидејќи времето не гази, а потоа јас ќе читам рецепт на денот. Ти, драгче, внимавај за времето, јас знам на 40 минути, мојот мозок работи на 40 минути зборување. Учителски час. Учителски час интензивно, а ти води ред крати, што треба да се скрати. Оваа песна е од една книга заедничка, така наречени антологии поети како мене, значи не сме ние некои поети со не знам каква кариера, но се пронајдовме и ова беше во една публикација песни за учителот и еве заради мојата професија и 40-те години. Редно е да се прочита. За растењето и уште по нешто. Во годините не малку на број за една зрела возраст, со времето на мојата младост, нека биде равенка со непознати една или две, колку години тоа вкупно се. Во сите години од малку повеќе, пред себе гледав детство и прва младост, сила и убост. Насмејани среќни лица, бистри очи, мали и помали тајни. Шепот слушав, упатен до тој што чека, да и писменца ко трошки, порака која се чита и се чува, додека мастилото трае. Бев и дете кој секој еднаш и јас. И беше мајка да се радува на прва рожба, кој јас самата. Бев мајка што стрепи
пред писмена и тест, а пред мене деца на мајки, мали ангелчиња чисти. Пред моите очи растат, се брануваат нивните души. Тие ли се од лани? Секој септември се прашувам. Мојата мајка и јас мајка. Не можев да знам се што учителката знае. За сите години, за секој час, за мигот дури, за патот најдолг изоден од слаби детски нозе. Која тага и радост, прва тајна. Многу најдолгата ли е одбра, Светле? Уште само малку. Солза за очи сини, волнение. Прва солза која прашува зошто се нашла на образ врел. Радост од растење, од научено, од нов ден и одобрување. Восхит од средба со возрастни веќе, кој израсна пред твоите очи и кажаното од некој. Моето дете, желба имам, таа да го учи. Учителке, мајко, другарко, лице мило, благодарност, несебичност, водич за пат, за живот и постоење. Успеав јас, моето дело е вечно. Браво, браво, Свете. Песната е навистина убава и си доловила баш се од тој живот. Да, од мојата професија. А сега јас го барам рецептот на денот, мојата рецитација, а Светле за тоа време ќе ја промеша салатата. Ајде да ги видиме состојките за денешниот рецепт. Салата од цвекло, 5 средни парчиња цвекло, 1 рукола, 1 круша, 1 зелено јаболко, 200 грама тврдо сирење, 100 грама ореви, 1 кесичка сусам, 200 мл маслиново масло, 150 мл балзамико за прелив, 1 лажица мед, 1 лажица сенф и зачини по желба. Сега ние можевме тука сега, кога веќе ги разниша работиве, можеме малку евети сол, евети бибер, да додадеш и можеш да додадеш 1 лажичка во ова наше овде место за сервирање. Повели, дали нешто плюс ти е потребно? Јас мислам дека ставивме се. Добро. Ни треба може двопек или нешто крцкаво со оваа салата. Ова ти е сол. За сол секојаш велиме по вкус. Така. Браво. Тоа е таа салата, па сега се другото би рекле по вкус може да се додаде. Секој си додава што му е по неговата желба. Али но овие состојки се главните што треба да има оваа салата, а другото е Ете така, драги мои, додека Светле ја промешува салатата, јас да искористам време за да ја поздравам и мојата учителка, која што е во вечност, мојата драга учителка Душка Фичорска, но морам да ја поздравам живата наставничка, која што исто како Светле неуморно не учеше на се да бидеме вистински домаќини и вистински луѓе, мојата Станка Благоева во мојот град Виница. Еве, бакнежи. Готово? Да. Кафето ти се олади, но можеш овде да си поставиш една лажица, а јас да ти додадам подарок. Ете така, на самиот крај сме. Благодарам многу за оваа можност што ми се даде да бидам тука. Ме врати во минатото. Да, може би подобро е кога и ќе запееме, но јас реков немој да менувате канал, нема да пеам. Нема да пееш, така. На тие што знаат, но секоја сакам да пеам и тоа е моето второ јас. Нашите пријатели од ПКБеско доделуваат подарок, производи од ПКБеско. Ова е за тебе и за твоите дома. Фала. Мојата искрена благодарност што дојди ни направи еден убав муабет, еден убав необичен оброк, кој што верувам дека многу мина ќе го сакаат и уште еднаш ти посакувам многу здравје. И уште малку пензионерски, ама мирни денови, ама знам дека нема да бидеш мирна. Не, јас дури сега имам нова етапа во животот, веќе планирана за барем толку стаж. Наместо со учениците, со пензионерите. Ете така. 40 работен век, ова сега пензионерски, да завршам се што не сум завршила, барем уште 20. Ете, тука сме пред самиот крај, драги наши. Верувам дека бевме интересни и во ова наше издание на емисијата Гответе со Драгче. Ве оставам во добро расположение, бидете ми здрави, живи и сити, како што велам јас, и да ви кажам, ве сакам.